Здраво и добродојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе разгледаме транскрипцијата, односно синтезата на RNA транскрипти. Сега, повторно како во видеото со репликација имам направено детално видео за процесот на транскрипт, кој е во плейлистата на молекуларна биологија и таму ќе можете подетално да ја разгледате транскрипцијата, додека во ова видео, во склоп на генетика, едноставно само ќе протрчам и ќе видам некои основни работи и голем дел од работите само ќе испомнам, а нема да ги елаборирам. И исто така, се што овдека ќе видите, значи ќе слушнете за транскрипција, репликација, па и за транслација на наредното видео. Убаво е да си го дзирнете на интернет, има многу убави анимации, кај што ќе се разјасни процесот, барем основата како всушност работи. Нормално во тие анимации не идат во многу детали, но ќе имате покомплетна слика во главата, така да ќе можете многу полесно да ги разберете цртежите кои дека ги правам. Добро, ја да започнеме. Значи имаме клетки. Така да се збориме за еукариотска клетка, имаме клетка и во нејзина си имаме генетски материјал, имаме ДНА. Сега, нас потребно ни од таа ДНА да направиме протеини кои ќе се наоѓаат во цитоплазмата или пак протеини кои ќе се наоѓаат во јадрото. За да го направиме тоа, треба да прочитаме информацијата која се наоѓа на ДНА, бидејќи ДНА е како библиотека, не е важно. Значи таа е како библиотека која ги содржи информациите како записи како да се прават протеини и други функционални молекули, тие се запишени во гени, така ова е ген 1, ова е ген 2, така ова е ген 3 и така натаму и така натаму. Значи информациите како да се направат протеини и други функционални молекули се запишани во гените. Значи гените се едноставно секвенци од записи. Така. Сега, ние треба со тие секвенци да направиме протеини, кои ќе видиме во наредното видео на транслација како се прави протеин, ама претходно таа информација треба да ја донесеме до одредени структури, поточно до рибозомите. За тоа да го направиме, ние не можеме да однесеме целата библиотека, едноставно треба да го препишеме делот кој ни треба и тој треба да го однесеме таму кај што треба да се прават протеини. Сега, синтезата на RNA транскрипт е всушност процесот на препишување. Значи овдека имаме ДНА и сега ние треба да препишеме одреден дел, ја ќе обележам со црвена боја, треба да го препишеме овој дел, тој дел треба да искочи надвор од јадрото, така треба да искочи надвор од јадрото во фабриката и после од нејзе ќе се направат протеини. Така ќе се направат протеини. Сега, ние во ова видео ќе го разгледаме процесот како од ДНА се препишува, значи овдека сме. Како од ДНА се препишува информацијата на овој RNA транскрипт со црвеното и што се случува, кои се процесите од препишување се додека не стигне до рибозомата. Во транслација ќе видиме што се случува на ниво на рибозоми како се прави протеинот. Но за сега ќе се задржиме само на тоа со црвена боја. Сега, има една мала разлика помеѓу прокариотите и еукариотите во однос на тоа што прокариотите немаат јадро. Така што разликата е ова. Сега ќе објаснам, да земам само црна боја. Значи гледаме дека кај еукариотите RNA транскриптот кој се направил мора да се процесира пред да излезе од јадрото. Значи тој пред да излезе од јадрото треба да се процесира и ќе видиме на кој начин работи процесирањето, додека кај прокариотите кои немаат јадро, како што си се прави RNA транскриптот, така тој си влегува автоматски во рибозомите и одма се прават протеини. Значи овие овдека се протеините. Односно го нема тој чекор на процесирање кој е кај нас важен, бидејќи нели ние сме еукариоти, а прокариоти беа бактериите. Значи тоа е една важна работа дека кај прокариотите нема процесирање на тој транскрипт. Значи ти кога ќе го препишеш, тоа како би работело ако имаш овдека запис од ДНА, некој си текст, така. И сега ти го препишеш, го извадиш и сега имаш RNA транскрипт препис. Кај прокариотите тој препис одма иде на правење протеини. Значи одма го носат и прават протеини. Така, додека кај еукариотите кај нас, тој препис се анализира и например се бришат делови. Овој дел не треба, ова е вишок од текстот, овдека оваа реченица не треба, ова тука не треба. Сега правам аналогија, кога не треба тука точка запирка, овој збор може да се скокне и така натаму. Се процесира, на крај се пакува, на крајвите се додават едни, ќе видиме што се додава. И на крај си се приспојуваат сите делови и како таков се носи до фабриката. Значи се процесира, се обработува. Добро, тоа е една од првите разлики кои ги разгледавме помеѓу прокариоти и еукариоти. И сега да видиме што всушност се препишува. Добро, тука се една слика, значи имаме ДНА која во овдека горе и бележено е каде е 5', 3' насоченоста.
И сега, например, ние сакаме да го препишеме овој тука ген. Така да речеме дека е до овдека некаде, не е битно. Да речеме сакаме да го препишеме овој ген. Како ќе го препишеш тој ген? За да го препишеш тој ген, ти всушност треба да направиш верига која е комплементарна на неговата комплементарна. Значи треба да препишеш од оваа долнава, што е бележам со црна боја. Значи кога ќе препишеш од таа црната, ти всушност резултатот ќе ти биде портокаловата. Бидејќи нели, знаеме А се врзува со Т и Г се врзува со С. Така што, ако ти сакаш да добиеш АТ, друга боја, ако ти сакаш да добиеш АГ, усвари, ти треба да препишеш од ТЦ. И кога ќе препишеш од ТЦ, нели, ти ќе добиеш АГ. И тоа е начинот на кој работи. Сега, веригата од која се прави преписот, значи овдека со сина боја, е наречена урнек верига, односно темплейт, бидејќи од неизе се прави преписот. Додека оваа горната, која е бележена со портокалова боја, која е наречена неурнек, бидејќи не се препишува од неизе, ама транскриптот кој ќе се добие, значи транскриптот кој ќе се добие со жолта боја што го бележам, е всушност кодот кој сме сакале да го добиеме. Значи за да го добиеш овој со жолта боја код, мора да препишеш од оваа со црна боја што е бележам верига. Така, мора од неизе да препишеш. И затоа се нарекува урнек темплейт, бидејќи од неизе се препишува. А кодот, тоа со портокалова горе, се нарекува кодирачка верига или неурнек верига, бидејќи транскриптот кој го добиваш е тој од неизе. Добро. Сега, некој ќе праша, например, како што си имаме DNA, да речеме дека оваа портокалова линија е DNA, од кај знае дека тука се наоѓа кодот. Така имаме плаво, и од кај знае од кај да препише. Например, дали почнува од тука, можеби ќе почне од тука да препишува. Од кај знае дека треба точно, сега ќе брежам со црна боја, дека од тука треба да почне и до тука да заврши. Нели, кога ќе се препише, ќе се направи еден транскрипт, кој ќе биде баш колку што е генот. Од кај знае механизмот, протеините кои се одговорни за ова, ќе видиме кои протеини се одговорни. Од кај знае дека треба тука да почнат и дека треба тука да завршат. Едноставно генот, нели рековме дека е вак, секвенца од нуклеотиди, така А, Т, Г, Г, Т, А, така натаму. Но всушност има подетална структура која ќе разгледаме, као на оваа слика. Односно, тој е составен, нели, е составен од нуклеотиди, нели, А, Г, Г, С, Т, Т и така натаму. Но всушност одредени кодови имаат таква хемиска структура, всушност подредени се по таков редослед, што условуваат врзување на одредени протеини кои ќе ги видиме. Например, условуваат протеинот да се врзе овдека. Така, протеинот да се врзе овдека, така што од таму почнува да препишува. Така, таму е промоторот, значи од таму ќе почне да се препишува. Тој нема да се врзе тука, бидејќи не може да се врзе таму. Нема таква секвенца на која би можело да се врзе. Така што, значи имаме секвенца која се нарекува промотор, која промовира таму да се врзат протеините, односно ензимот. Значи тука ќе се врзе протеинот и тој ќе си кодира во оваа насока од урнек веригата. Значи нема да чита горнава, него ќе чита само долната верига. Добро. Сега има и неколку други работи кои гледаме, дека тука ги имаме промотор. Значи тоа е буквално, не е ништо посебно, не е некоја си страшно хемиско соединение, него тоа е секвенца А, Г, Г, С и така натаму, која условува на нејзе се врзат протеини. Имаме делот кој ни е потребен, кој служи за кодирањето на протеинот, така РНА кодирачки регион, и на крај имаме секвенца која исто не е ништо посебно, него е секвенца од нуклеотиди А, Г, С и така натаму, која ја терминира транскрипцијата. И таа е обично поли А или односно поли У верига која терминира, нема да тоа многу да се задржиме. Значи целото ова се нарекува транскрипцијска единица и се препишува само овој дел од плавото со се жолтото. Така, значи тоа што е кај промоторот не се препишува, бидејќи таму ќе застанат протеините и они почнуваат од тука да транскрибираат. Добро, ова се некои насоки кои се користат кога зборат молекуларни биолози, спротиводно, низводно и така натаму. Сега, некој може да праша, добро, ако се транскрибира, ако се препишува тоа долното, за да се добие горново со портокалова боја,
дали горната верига има некаква си улога. Всушност, ова целото на некој начин е ген, ама некои гени се препишуваат од долната верига, некои гени се препишуваат од горната верига. И тоа ќе го видиме например со оваа вдека слика, кој што може да видите. Например, овој ген добро вдека има промоторна секвенца, така, има промоторна секвенца, овој вдека си има промоторна секвенца. Добро, тоа на двете вериги се наоѓа таа промоторна секвенца, ама не е битно. Тука има промоторна секвенца и така натаму и така натаму. Сега, например, овој ген се препишува од долнава верига и се препишува нели во оваа насока. Овој ген се препишува од горната верига и се препишува во оваа насока. Така, третиот ген од долната верига, четвртиот од долната верига и така натаму. Но например, првиот ген, ја сега да ги избришеме. Првиот ген, например, се наоѓа од тука до тука некаде. Вториот ген е од таа таму линија, например, тука сега со портокалово ќе бележам, до вдека, па третиот е повторно со црна, вака, па четвртиот е вака и така натаму. Ама секој ген се препишува од различна верига. Сега да видиме што е некако исто или односно различно од РНА репликација. Значи како што од ДНА репликација, значи како што си имаме ДНА, кога имавме ДНА репликација, имавме започнување на процесот, например започнува тука некаде, и понатаму си имаме елонгација, нормално имавме транскрипцијско мејурче и така натаму, но имавме елонгација и се до некој си место имавме терминација. Така, тие слични процеси, односно чекори, се одвиваат и кај транскрипција, односно сега видео што збориме, и кај транслација. Значи секогаш имаме започнување, иницијација, имаме елонгација, односно продолжување некакво си, и имаме терминација, прекин. Сега, единствената разлика е, например, кога правевме ДНА нова верига, користевме деоксирибонуклеотиди, односно нели шекер кој овдека нели му фалеше кислород, затоа има само Х, кој на него може да биде прикачено или аденин, или гуанин, или цитозин, или тимин, и закачени се трифосфати. Сам добро ова го зборевме во молекуларна биологија, не знам дали го спомнав како всушност изгледаат нуклеотидите кои се прикачуваат и како такви се прикачуваат. Сега, кога синтетизираме РНА, че вдека ќе направиме дека синтетизираме одреден РНА транскрипт, за да го синтетизираме тој РНА транскрипт, нас ни требаат рибонуклеотиди. Односно да, ни треба шекер, но тој шекер треба да има ОХ група тука, така не треба да има Х само. Треба да биде со некаква азотна база и сега имаме аденин, гуанин, цитозин и урацил. Значи немаме тимин и нормално си имаме трифосфати, веќе како такви се потребни во трифосфатна форма за да се врзат, да образуваат полинуклеотидна верига. И сега интересно исто да се напомне кога се прави РНА транскрипт кај прокариотите, не се врши лекторска проверка. Така например кога се препишува, тој например овдека со плаво што го бележав, да речеме дека добро се препишал, но овој например со црвена боја не се препишал добро. И сега тој има некаква грешка што ќе услови всушност да се направи у наводници грешен протеин, ако воопшто се направи. И сега тој грешен протеин може да ќе има некоја бенефицијарна улога, ама тоа не прави некоја си многу голема разлика, бејќи ќе има само еден протеин. Ако постојано се прави таа грешка, тогаш може да биде проблем. Ама главното да напоменуваме значи дека кај прокариотите нема лекторска проверка. Лекторска проверка е проверка дали е точно се препишало. Буквално така се нарекува, лекторска проверка. Додека кај нас, кај еукариотите, има проверка со цел да не се направи нешто грешно. Сега, како што рековме, транскрипцијата, вака подебела четка, како што се вака ДНА, се врши со помош на одредени ензими, значи ќе бележиме со фиолетова боја. Еден ензим кој е РНА полимераза, и кај прокариотите имаме една РНА полимераза. Значи РНА цртичка по. И често други се нарекува ДНА зависна РНА полимераза. Значи ДНА dependent РНА полимераз. Сега, кај прокариотите, оваа РНА полимераза е составена од повеќе полипептидни синџири, составена од алфа, и уште еден алфа, значи алфа, и има вака со розова боја бета и бета прим. И на нив се прикачува една сигма, субединица, значи сигма вака некако се бележи. И ова е всушност тој ензим. Значи ова е вака со виолетова боја, ќе обележам.
ензимот кој е изграден всушност од на некој начин 5 протеини, 5 полипептиди. 5 полипептидни ланци. И ова е тоа. Така. И сега тој всушност си шета се додека не најде одредена промоторна секвенца. Сега нормално не транскрибира на секоја промоторна секвенца. Например, некои промоторни секвенци, да речеме овдека дека е генот, ќе обележам, тука е например генот и сега овдека со жолта боја ќе речеме дека е неговата промоторна секвенца. Сега, не секогаш кога ќе стигне ензимот таму, одма чита и прави RNA транскрипт. Зависи од промоторната секвенца. Некои промоторни секвенци прават само од време на време транскрипти. Некои па условуваат постојано да се врзува ензимот и постојано да прави RNA транскрипти, RNA. Ака некој промотор условува само понекогаш да се врзе ензимот, RNA полимеразата и само понекогаш да прави RNA транскрипт. Или пак само во одредени случаи. Например, ова ќе збориме за генска експресија, но онака сега ќе го спомнеме дури свежо. Например, некој промотор може да биде на некој начин затворен од друг протеин. Значи ова плавото да речеме дека е некој протеин кој го држи затворен, така што RNA полимеразата не може да дојде и да почне да го чита. И сега например ти внесеш некоја супстанца, сега тропам некои глупости, некоја си супстанца X, нема врска. Ајде да речеме дека некој си шекер, иако може да биде со шекер, особено со лактоза. Тој шекер се врзе со протеинот, така, сега така што шекерот ќе се врзе сега со протеинот, плавиов, и сега ќе се ослободи местото, ова жолтото, промоторот, сега ќе може да се врзе полимеразата, да направи RNA транскрипт, тој RNA транскрипт ќе направи протеин, а тој протеин ќе влијае врз шекерот. И сега, кога ќе влијае врз шекерот, ќе се отстрани шекерот, така, и овој протеин пак ќе може да се врати назад, и кога ќе се врати назад, пак ќе ја блокира синтезата и нема да се направи овој протеин и ќе прекина процесот. И на некој начин ќе се регулира тоа колку шекер има. Чим ќе се внесе шекер, ќе се ослободи, ќе се направи протеин, ќе се отстрани шекерот и пак ќе се затвори тој ген, се додека не се внесе протеин, се додека не се внесе шекер. И на тој начин, всушност, се регулираат голем број функции преку регулирање на таа генска експресија. Колку се експресира тој ген и во кои услови се експресира. Значи експресира е под поимот се изразува, колку се препишува и колку се прават протеини од него. Добро, сега нешто ќе видиме како изгледа структурата на овие промотори, каде што ќе се прикачи оваа RNA полимераза. И вакви промотори ќе имаме кај еукариотите, така да ова важи и за еукариотите. И воглавно тие местото, локацијата на нуклеотидот кој се наоѓа, го бележиме со на кое место се наоѓа, например -1, -2, -3, зависно од дека значи иницијацијска точка, од тука се прави RNA транскриптот натаму. Така што се што е пред таа точка се бележи со минус, значи тука има нуклеотид, тука има нуклеотид, тука има нуклеотид, тука има нуклеотид. И например имаш некој си промотор кој се наоѓа на -10. И викаш дека тоа е промотор -10. И така натаму. Сега. Имаме голем број на промотори кои се знаат и се користат многу во генетски инженеринг при формирање на ГМО. Но ние само ќе разгледаме вака, например, ево дека има некои примери ТРП, ТРНА, лакоперон, река и така натаму. Значи тоа се различни секвенци од нуклеотиди. Например, имаш ТТГАЦА и тоа е, например, кај ТРП. Имаш си некоја си мала промена, например, ТТТАЦА. И сега е всушност променет промоторот, кој може би, овој се изразува, сега лупам глупости, ама на секој 5 минути, додека овој се изразува еднаш на, не знам, неделно, така, еднаш на недела. И сега, например, се случи некаква мутација, така што овој горниов промотор ти стане како долниов промотор, значи овој стане како долниов, и сега горниов протеин, нели овдека ќе добиеш RNA транскрипт, па тој RNA транскрипт ќе добиеш протеин, и сега горниов протеин наместо да се изразува на секој 5 минути, ќе почне да се изразува на секоја една недела, што тоа е проблем. Така да многу се важни промоторите и обично за генетски инженеринг, например сакаш нешто повеќе се прави, му ставаш промотор кој ќе тера повеќе да се прави од тој протеин. И така натаму. Сега
Тука само примери се овие што ги дадов. Значи има промотори кои се наоѓаат на чисто на -10, на -35. Има исто и на -50 кои се наоѓаат, кои се нарекуваат upstream промотори, бидејќи се ептен горе, на водници upstream, спротивводно. И вака, значи си ги имаш промоторите, ова целото е промотор, гледате овдека на сликата, ова целото е промотор и потоа следи веригата која сушто се транскрибира така наваму, така доаѓа, се црна боја сум земал. Доаѓа наваму, прави ерена транскрипт, тој ерена транскрипт понатаму ќе направи со помош на транслација протеин. Добро, и сега знаеме всушност кај се врзува ерена полимеразата. И сега имаме вака слика, така, значи ова е таа ерена полимераза. Се дам црна боја, нели изградена беше од 2 алфи, бета, бета прим и сигма субединица. Сигма субединицата е важна за да се препознае промоторот. Ке се прикачи, ке се отвори ДНА, гледаме тука се прави едно транскрипцијско меурче и ке почне да се синтетизира ерена, ова со црвена боја дека бележено. Ке се замена сигма факторот и добиваме елонгација, се продолжува и добиваме се поголем ерена транскрипт и ова се движи. Ова се движи. Како што се движи и отвореното меурче, така, постојано, овдека се затвара, од овој крај се затвара, од овој крај се отвара ново. И како што си оди, ја разцепува цело време D1, ја отвара и така се продолжува и ера на транскриптот. И така всушност се врши транскрипција. И сега кога ќе стигне до одредено место, например, ова е DNA, така, и сега се транскрипира, се прави од тука, се дода нуклеотид по нуклеотид. Значи вака, еден нуклеотид по друг нуклеотид по трети, четврти, и тие нормално се поврзуваат и се прави еден транскрипт. И вака чита се додека не стигне до терминирачка секвенца. И кога ќе ја прочита терминирачка секвенца, и ова е базирано на чиста хемија, значи нема ензимот не е свесен, например ова да речеме ако ензимот, он чита ова пише АТТ, тука не. Значи тоа нема никаква свесна функција, тоа е се чиста хемија и физика. Само што ние не идеме у тие пресметки зошто е таа хемија условува прекинување на процесот. Значи тоа е се базирано на хемиска природа. И кога ќе стигне ензимот до таму, всушност прекинува транскрипцијата, така ќе стигне тука, ќе се затвори ДНА целата и на крај ова ерена транскрипт ќе отиде на таму си прави протеини. Бидејќи нели сме кај прокариоти, нема процесирање и директно се прават протеини. Со помош нели на рибозоми процесот. Сега спомнам некои разлики помеѓу прокариотите и еукариотите. Значи кај еукариотите има многу повеќе ДНА која треба да се транскрибира, така. И не само што има многу повеќе ДНА, него таа е тесно спакувана најчесто во хромозоми, така. Тесно спакувана во хромозоми. Кај прокариотите нема хромозоми, така да таа цело време е гола и лесно пристапна. Кај еукариотите, значи вака тесно спакувана и сега за да се треба тука да се одвои малечко делче, да се отвори, па за може да се направи еден транскрипт, па е тој еден транскрипт да направи протеин. Значи потешко е достапна и едноставно како што е вака ДНА да извадиме, не може само едноставно да се прикачи полимеразата. Исто кај еукариотите имаме 3 вида на полимерази, значи КЕЦ, може да имаме 2 или 3 различни вида на полимерази кои сега се откриени. И сега не може само едноставно да се прикачи, треба да дојдат и други протеини, значи други протеини кои не се полимерази, кои се наречени транскрипцијски фактори, значи фактори кои се потребни за транскрипција, така, со цел да се извршува процесот. И друга важна работа е дека кога се прави ерен на транскриптот, тој им подлежи на лекторска проверка, значи се проверува дали е правилен, што веќе го спомнав, и исто така треба да се процесира, значи треба да се процесира, што рековме дека ова уште на почеток спомнавме дека треба да се процесира пред да искочи надвор од јадрото, речеме дека тука е јадрото завршува, треба да се процесира пред да искочи во јадрото и да се добие еден зрел, у наводници зрел. Многу лошо напишав, нема врска. Зрел месенџер ерена транскрипт. Значи овде имаме една табела каде што се разгледуваат основните видови на ерена полимерази. Значи првата ерена полимераза служи за транскрипција на гените од 2018 5,8S рибозомална ерена. Значи не сите гени се за протеини, не сите гени се за месенџер ерена.
рибозомална РНА, која се наоѓа во нуклеолусот. Значи нуклеолусот беше структура која се наоѓа внатре во јадрото, групација, погуста групација на гени која не е ограничена со мембрана. Добро, тоа не ни треба за алфа-матин, тоа е од аманита филоидес, отровна печурка, не е битно. Втората РНА полимераза транскрибира за РНА месенџер РНА за сите протеин кодирачки гени. Се наоѓа во нуклеоплазмата, значи во јадрото. И третата транскрипција на гени за транспортни РНА, значи tRNA, small nuclear RNA и 5S рибозомална РНА. Исто така се наоѓа во нуклеоплазмата. Сега постојат и полимераза 4 која е одговорна за small interfering RNA. Нормално дека во генетика не збориме многу за РНА, ќе збориме многу повеќе во молекуларна биологија. И некои автори имаат и пета РНА полимераза која е врзана со растенијата. Исто се смета дека треба да има посебна како митохондријална, хлоропластна РНА полимераза. Така да има многу РНА полимерази, но важно е да ги знаете првите три. Сега, кај еукариотите имаме промоторни секвенции, но имаме така наречен основен промотор кој е составен од 4 елементи, кој е наречен првиот е бре елемент, значи бре елемент кој е кратенка за всушност transcription factor 2 B recognition element. Значи тоа е recognition element. Елемент за препознање. Тата не доаѓа од всушност бејќи секвенцата е TA. Исто речени Голдбергова секвенца. Тоа е тата елементот. INR е всушност за инициацијски елемент, initiation recognition, и DPE за downstream promoter елемент. Едноставно тие се основните секвенци кои се наоѓаат на промоторите кај еукариотите и нормално има многу различности, има различни промотори и така натаму, но важно е на овие ќе се врзуваат податому така наречени транскрипцијски фактори кои ќе бидат потребни за да се врзе РНА полимеразата и сега тоа ќе го видиме. Значи овдека имаме една слика како бидел процесот. Нормално имаме многу транскрипцијски фактори, ние сега спомнавме дека има транскрипцијски фактори, тоа се D, B, E, H, G, F, но и многу други, значи ова е многу голема проблематика. Нема сега тука да се здржаме толку на молекуларна биологија, малце повеќе спомнуваме, но не е битно. Значи го имаме тата елементот, се врзува на D, например, па на него се врзува B, па се врзува F, и може да се врзе на полимеразата, па се врзуваат и H и E, се образува пик, односно преиницијацијски комплекс, и може да започне елонгација, значи почне елонгација, се ослободуваат некои транскрипцијски фактори, доаѓаат фосфори и така натаму и се добива елонгација и се добива РНА транскрипт ќе се добие. Добро, и сега гледаме всушност како се прави овој РНА транскрипт. Сега додека се прави, интересно е, се уште додека се прави на едниот крај, кај што ќе влезе со, не знам, зелена боја. Не е убаво со зелена, со сина боја. Додека уште се прави, значи додека уште се транскрибира на едниот крај, се додава 7-метил гуанозинна капа. Всушност тоа би изгледало вака, сега ќе ставиме на слика. Значи на едниот крај, како што се завршува, за црна боја сега добро, нели ќе се заврши вака со 5' фосфор, така тоа е 5' крајот. Значи оваа 7-метил гуанозинна капа се става на 5' крајот, бидејќи РНА има само 5' и 3', значи нема РНА вака кој ќе нацртам има 5', има 3', нема уште една верига овдека диде која ќе биде спротивно 3', 5', така. Значи се има бидејќи само една верига. На 5' крајот, всушност, се додава оваа 7-метил гуанозинна капа, каде што може да видиме, имаме гуанозин, така, односно гуанин, каде што седмиот азотен атом е всушност метилиран, CH3 со метил трансфераза, има еден ензим, дека се образува 5' фосфодиестерска врска. И исто така се метилираат 2' OH хидроксилните групи, односно, нели дека има H, бидејќи ова е рибоза, не е деоксирибоза.
се метилира, се додаде CH3, значи може да се направите 2 или 3, така. И на тој начин, ако вземем вака RNA транскрипт, и со црвена боја, се додава таа 7-метилгуанозинна капа, која е важна и ќе видиме зошто е важна при процесот на транслација, но исто така е важна за да не се разгради ДНА, бидејќи пазите, RNA ако ќе искочи надвор од јадрото, така да речеме овде кај јадрото, ако ќе искочи надвор од јадрото има ензими кои разградуваат секаква RNA која не е заштитена. Значи, ако RNA не е заштитена од таму со 7 метил, дека ако нема полиадинилатна опашка, ќе видиме сега на кратко, таа чим ќе искочи надвор, ќе биде разградена. Ќе биде разградена целата од страна на ензимите. И зошто е тоа така? Значи, надвор од јадрото се наоѓаат такви ензими кои разградуваат RNA со цел за да не се внесе RNA од надвор, од некој си друг организам која би направило некој штетен протеин. И тоа ти е како заштита. Значи, протеините се наоѓаат надвор од јадрото со цел да спречат каква било надворешна RNA од некој си друг организам да влезе. Значи, тоа е заштита за себе си. И своите RNA молекули, бидејќи они не ги препознаваат, но овие не се свесни работи што се случуваат, тоа се чиста хемија. Они не знаат кој е твое, кој е туѓо, затоа твоите ја ставаат оваа заштита за да не бидат разградени. И плюс им помага во насочувањето кај треба да одат. Еве, сега ќе видиме како се става и полиадинилатна опашка, која има на некој начин си истата улога, односно има улога да ги заштити од тие протеински ензими кои се наоѓаат во цитоплазмата. Значи, кога ќе стигне RNA транскриптот до оваа секвенца ААУААА, едноставно се активира поли-А полимераза, значи овој ензим се активира и тој ензим едноставно ја крати, значи прави кратење и додава полиадинилатна опашка. Едноставно цело време додава аденозин. Така, АТП содржи аденозин со 3 фосфати. Така, фосфат. И со помош на тој ензим, всушност А цело време се интегрира и се прави полиадинилатна опашка. Се става ААА, која служи за таа функција која претходно спомнав, заштита од ензимите кои се наоѓаат надвор од јадрото. Добро, сега, последната работа која треба да се случи пред да искочи надвор од јадрото е сплайсингот. Сега, зашто е важен сплайсингот? Значи, вака. Значи, како што се прави RNA транскриптот, го дојавме, вака. Имаме ДНА, се прави RNA транскрипт. Така. Но како што рековме, овој RNA транскрипт не мора да значи дека целиот е корисен. Например, тука имаме вишок. Ова е вишок, ова не треба. Ова треба да се скрати. И така натаму. Односно, не сите региони од тој RNA транскрипт кои се препишале кодираат за протеини. И затоа и ова е кај еукариотите. Значи, кај прокариотите нема вакви, кај прокариотите се кодира за протеини. Нема вакви навидум вишок региони. И затоа се делат на екзони. Значи, екзони се тие делови кои кодираат, кои се потребни, и интрони некодирачки. Така овие вака. Тие се сегменти кои се препишале, ама не прават ништо. Едноставно, сега, викаме не прават ништо, ние не знаеме што прават. Сигурно си имаат некаква улога или некако зошто би биле такви вишок региони. Се троши време да се препишат, ако не прават ништо, значи се троши време да се препишат и потоа пак ги сечкаме и ги фрламе на страна. Но сигурно си имаат некаква улога, сега ако навлезете до таа проблематика сигурно ќе најдете зошто, што, како. Но небитно. Сега е важно само да спомнеме дека имаме екзони, значи кои се кодирачките региони, и интрони, кои се некодирачките региони. Сега, всушност тие треба да се отстранат тие интрони, тоа вака би изгледало, општо шематски прикажано. Значи, како што си ги имаме екзоните, така имаме интрони и екзони, овие што се сивите, всушност ќе се отстранат. Така, тоа е процес на сплайсинг, значи сплайсинг сецкање. И ќе се добие зрел месенџер RNA транскрипт. Значи, претходно беше незрел и сега е вако зрел. И плюс на краевите нормално има на 5' има 7-метилгуанозинна капа, додека на 3' има полиадинилатна опашка, така. И сега како ваков, тој може да искочи надвор од јадрото и да кодира за протеини. Сега, механизмите на кои се случува овој сплайсинг, како така само си се сецка. Нормално си има ензими таму кои сецкаат и како тие работат, како отстрануваат, како знаат кај да отстранат.
Механизмите ги збориме молекуларна биологија, нема сега тука зошто тоа се нема тука зошто сега за тоа да зборам. Но тоа е основната постапка. Значи си ги имаме екзоните, имаме интрони, интроните се отстрануваат и добиваме зрелен месенџер на транскрипт. Сега да се навратиме на рано го спомнав ова прашање, дека имаме многу повеќе, каде имам нека една страна, значи имаме многу повеќе видови на протеини, значи имаме многу видови различни протеини, него што имаме гени. Да речеме имаме, лупам сега броеви, 30 гени, а имаме 300 протеини. Сега како ќе речеш од 30 гени се добива 300 протеини. Имаме некаква си грешка во математиката или што е проблемот? Едноставно постои така наречен алтернативен RNA сплайсинг. Како изгледа тоа? Ајде сега ќе видиме дека на слика. Еве. И сега, на пример гледате, ова си било екзонот со интроните, така. Се направил сплайсинг обичен, така. Ќе се останат овие и всушност при обичен најобичен сплайсинг се добива 1, 2, 3 екзони. И овие ќе дадат за некој си протеин кој ќе има не знам ваква структура, така. И сега всушност може да се скокне еден екзон. Еден екзон, уште еден екзон да се отстрани, така. И ќе се добие ваков месенџер RNA со само првиот и третиот. И тој ќе даде некој си сличен, ама различен протеин. Може да се продолжи едниот екзон, така одека со сиво бележено, ко вишок што има, така што ќе се добие трет различен протеин. И имаме уште две опции, сега вака го остави, зашто надоле не сум нема место. Задржување на интрон, значи не мора сите интрони да се отстранат. Така ова ќе даде четврти различен протеин. Алтернативни екзони. 1 со 2, 1 со 3, па да даде еден ваков протеин, друг ваков, и да се приспојат да направат еден заеднички протеин кој ќе биде сосема различен од првите два. Така да може првиот и вториот, првиот и третиот и двата да дадат посебен протеин, така овој ќе даде некој си зелен протеин, овој ќе даде некој си портокалов протеин, и на крај двете заедно да образуваат еден заеднички зелено-портокалов протеин. Нормално протеините немаат боја, едноставно шематски да прикажам. Така што има многу опции од еден месенџер RNA транскрипт, значи тоа беше еден месенџер RNA, така. Добро, ајде, ова нека биде пред месенџер RNA. Од еден месенџер RNA транскрипт може да добиеме 1, 2, 3, 4, и ова всушност му доаѓа како 5 различни протеини. И друго може уште многу повеќе се добија, така, бидејќи не содржат секогаш 3 екзони. Тоа содржат голем број на екзони, така што можеш да ги комбинираш на многу различни начини и да добиеш многу повеќе протеина. Прво тука можевме да ставиме интрон 2, а интрон 1 да го немаше. Или да го продолжевме екзонот 2, да не го продолжевме екзонот 1. Или да го продолживме и првиот и вториот, а да не го продолжиме третиот. Така што ќе добиеме едно огромно разнообразие на протеини од само еден месенџер RNA транскрипт. Значи од еден ген, ние со овој алтернативен сплайсинг можеме да добиеме многу различни протеини. Така. Добро. Тоа беше главното за транскрипција. Нормално има повеќе, како што реков во плейлистата молекуларна биологија, транскрипција. Али ова видео е прилично долго. Добро, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. До видео.